И по 2 месеци од поднесувањето, Уставниот суд не ја става на дневен ред иницијативата на струшкиот адвокат Глигорije Ќатовски за заштита на човековите слободи и права, по хаосот со личните документи. Граѓаните до последен момент не беа информирани дека треба да ги менуваат, иако согласно врските превземени со Преспанскиот договор, ваквите документи, почнувајќи од 12 февруари 2019 година, требало да се издаваат со новото име на државата. Станува збор за дискриминација и грубо прекршување на човековите права, вели Ќатовски, кој се уште чека објективна и транспарентна постапка од Уставен. Пресудите и одлуките треба да ги носат во името на граѓаните на оваа држава, без оглед на тоа, без оглед на политичките влијанија, без оглед на тешкотиите кои што неспорно се соочуваат судиите. Јас имав пред подолго време купено билет за патување во Германија, но за жал поради стариот образец на пасош кој што го поседувам не би беше дозволен излез од државата. Ова представува голем проблем за иселениците, кои мора да се вратат во матичната земја за да ги сменат личните документи. Во Италија не можат да и прават тие документи, се под присок да доаѓаат во Македонија. И мора да доаѓаат да напуштат работа, што тоа мислам јас дека не е во право, бидејќи секој ден има фамилија, треба да ранит, да земат пари, да живеат, а вака треба да потроши 500.000 евра да дојде овдека. Доколку Уставен утврди дека станува збор за дискриминација, граѓаните пред судовите во државата ќе може да поднесат соодветна постапка за надоместна штета за повреда на нивното лично достоинство, како и во однос на трошоците кои што морале да ги сносат за вадење на нови документи, како и за пропаднати патувања, авиобилети и сместувања, појаснува Ќатовски. Ваквото однесување на државните органи е недозволиво и крајно разочарувачко и кон младите кои што решиле да ја градат својата иднина во државата, вели овој надежен струшки адвокат.